pH вредноста на крвта на здрав организам е благо алкална од 7,35 до 7,45. Се што е под или над овие вредности означува симптоми и болест. pH од 7 е неутрална состојба. Под 7 означува кисела средна, а над е алкална. Киселата pH или состојба на ацидоза се појавува како директен резултат на неправилната исхрана, емоционалниот стрес, заситување со токсини, имунолошки реакции или било кој процес кој го спречува дотокот на кислород и други хранливи материи до клетките. Телото, речиси секогаш го компензира киселиот pH со користење на алкални минерали. Ако исхраната не содржи доволно алкални минерали за да се поврати рамнотежата, се појавува таложење на киселини во клетките. Зголемената киселост ја намалува способноста на клетките да абсорбираат минерали и други хранливи материи, доведува до намалување на производството на енергија во клетките. Ја намалува способноста на телото да ги поправа оштетените клетки, да ги детоксифицира тешките метали. Ваквите услови на недостаток на кислород ги буди туморите во ќелиите, габични инфекции, хроничен замор. Закиселениот организам е магнет за болести. Дури само неколку проценти понизок pH од 6,9 може да доведе до кома и смрт. Затоа телото многу силно ја контролира ацидобазната рамнотежа, но ние не треба да му одмагаме. Виновникот за хроничната ацидоза во нашето општество е така наречениот американски начин на исхрана кој се карактеризира со претерана употреба на животински продукти, како месо, јајца и млечни продукти, а премалку алкални продукти, како свеж зеленчук. Дополнително се закиселуваме со јадење на индустријски преработена храна, како бело брашно, шекер, кафе и безалкохолни пијалоци. За многу од нас ова е единственото мени. Користиме премногу лекови, кои исто така предизвикуваат висока киселост. И најлошо од се е вештачки засладувачи, како пченкарен сируп кој масовно се користи во индустријата за храна, аспартам и слично, кои покрај тоа што се отровни, се предизвикувачи на ацидоза. За да се зачува здравието, исхраната треба да се состои од 60% алкално формирачки и 40% кисело формирачки продукти. За да се поврати здравието, потребни се 80% алкално формирачки и 20% кисело формирачки продукти. Мислев дека готвам здраво, ама докторот ми рече дека не се хранам здраво. Каде грешам? Сигурно дека готвиш здраво, пријателе, но не е во тоа проблемот. Треба да планираш балансиран оброк. Што е тоа? Правилната количина на алкална и ацидна храна го диктираат нашето здравје. Еве ќе ти подготвам пример на балансирани порции. 2 тиквички сечени на тенки ленти ги подпекуваме. 1 шолја сварен интегрален ориз. Во голем сад за салата ставаме марула, рукола, печените тиквички, сварениот и оладен ориз и сецкани мастинки. Посебно се прави прелив за салатата од ладно цедено маслиново масло, сол, бибер и сок од 1 цеден лимон. Се меша и се истура во чинија. За посебен вкус и боја, на крај се посипува со ситно сецкана црвена лута пиперка. За следната балансирана порција ти подготвив риба. Рибата е кратко пропржена од сите страни за да добие вкусна коричка. Келј пропржен на лукче, маслиново масло и путер. Салата од рендан морков и цвекло со лесен прелив од маслиново масло и лимон. Одстоеното парче риба е сервирана со келјот и салатата како прилог во сооднос 40:60. А сега ќе ти ја подготвам третата балансирана чинија од пилешко, свежа зелка и модар патлиџа. Парче пилешко печено без масло со печен модар патлиџан и свежа зелка салата во сооднос 40:60. Значи во балансот е клучот. Здравието е избор.